Почитувани, согласно последните измени во Законот за персоналниот данок на доход, приходот кој физичките лица ќе го остварат од продажба на сопствени земјоделски производи на исплатувачи кои водат деловни книги и на физички лица надвор од продажни места на зелени пазари, се оданочува по пат на одбивка, односно задршка на данокот при исплатата од страна на исплатувачот кој го врши откупот, на даночна основа која представува разлика помеѓу приходите и нормираните трошоци во висина од 80% и се намалува прагот за регистрација на овие даночни обврзници како вршители на дејност од 1.300.001 денар на 1.001.001 денар. Владата на Република Македонија заедно со Министерството за финансии, Управата за јавни приходи и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство најдоа разбирање за важноста и екзистенцијалните прашања на оваа група на граѓани, за кои покрај субвенциите одлучи и да го зголеми прагот од претходно 300.000 денари, кои беа ослободени од обврската за плаќање на данок, на 1 милион денари, односно задржаниот данок на доход за средствата остварени од продажба, кои не надминуваат 1 милион денари, ќе им биде вратен на земјоделците. Повратот на платениот данок ќе го врши Управата за јавни приходи и ќе се реализира по службена должност по истекот на годината во која е остварен приходот, односно од кога ќе завршат постапките за утврдување на годишните приходи и данокот од предпополнетата годишна даночна пријава за изминатиот даночен период. Тоа е нужно да се одвива на тој начин, од причина што услов да се изврши овој поврат е лицата да немаат остварено други приходи во текот на годината и да немаат даночен долг кон Управата за јавни приходи. А единствен начин да се утврди тоа ќе биде преку анализа на состојбата кај овие даночни обврзници, која Управата за јавни приходи ќе ја увиди по истекот на периодот за потврдување на предпополнетата годишна даночна пријава. Со овие измени се врши поедноставување на претходната постапка кај овие граѓани, така што веќе се ослободуваат од обврската да дојдат во УЈП и да поднесат барања за паушално оданочување, како и од обврската УЈП да ги регистрира како даночни обврзници кои вршат дејност и да изготвува акти кои сами по себе се трошок за водење на постапката. Исто така, заради понатамошно поедноставување на постапката за поврат на данок за остварени приходи од земјоделска дејност до 1 милион денари, предвидена е измена во Законот за даночна постапка, со која Управата за јавни приходи ќе може да го изврши повратот на овие средства по службена должност, а со тоа подразбира дека овие граѓани ќе немаат обврска да доаѓаат во управата и да поднесуваат барање за поврат, што само по себе одзема време и предизвикува трошоци за земјоделците и на органот кој треба да води постапка по нивното поднесување. Со оваа можност, овие лица ќе бидат ослободени и од обврската за плаќање на административните такси од 300 денари за барањето за поврат и за даночниот управен акт со кој се врши повратот. Управата за јавни приходи и понатаму ќе продолжи активно да учествува во креирање на даночните политики во насока на поедноставување на даночните постапки и обврските на граѓаните. Ви благодарам.